Да, продолжуваме со Студио 10, како што најавивме дебата за локалните избори во Штип, но таа дебата ќе се претвори во интервју за Штип, бидејќи тука го имаме господинот Павел Иванов, кандидат за градоначалник на Штип од страна на СДСМ, но го немаме кандидатот на ВМРО ДПМН Иван Јорданов за градоначалник, кој е актуелен градоначалник, кој исто така доби покана да учествува во оваа дебата, но реши да не се појави. Така да, господине Иванов, вие сте тука, бидејќи двајца се поканете, еден е дојден, ќе разговараме со вас. Добро дојдовте во Студио 10, ќе разговараме за вашата програма Визија за Штип. Она што е најбитно за секој град, за секоја општина, тоа е прашањето за инфраструктурата, за тоа што граѓаните добиваат како можност за движење низ општината, за завршување на своите работни обврски и така натаму. Најпрво благодарам за поканата и можноста за ово гостување. Поздрав до гледачите на 24 ТВ и секако поздрав до моите штипјани. Се надевам дека ќе ја гледаат оваа дебата. Во последните години сите зборуваат, и мојот опонент, за воведување на тој еден скада систем, или малку попластично објаснето за самите граѓани, тоа е систем поставен во секоја населба, каде што ќе детектира и ќе врши регулација на самата потрошувачка на вода, односно што значи тоа, дека ние имаме повеќе од 60% загуби на вода, и сето тоа го оптеретува и самото јавно предпријатие, и со тој скада систем, кој сепак мислам дека мора да биде имплементиран, а е ветуван, ќе дојдеме до начин на тоа што ќе можеме да регулираме секоја капка вода, односно 24 часовна контрола на водата. Тука ќе бидат детектирани и самите проблеми со цевководните линии, водоводната мрежа, која што секако ни е застарена и не е променета. Ќе имаме сигнал каде треба сето тоа да се изврши, секако овде и самите кражби на вода што се случуваат имат голем удел во загубите на вода, меѓутоа ќе направиме еден систем, фер систем, транспарентен, каде што каде што ќе се детектираат такви проблеми, ќе имаме 3-месечна амнестија, односно ќе овозможиме дали на физичките лица или на компаниите тоа на рати да биде регулирано и да биде решено и средено во тој дел. Да, тоа е кога зборуваме за водата. Јас се обидов да најдам дел од програмите, дел од проблемите во општината. Населбата Три чешми и околината се спомнуваат како ново планирано подрачје да се обезбеди подземна инфраструктура, водовод, канализација, улици. Каква е вашата визија за развој на нови населби? Какви стандарди ќе следите? Нашата визија е градење на град и населби по европски стандарди. Вие споменавте населбата Три чешми, јас морам да споменам дека тука имаме населби приградски како што се и Караорман, Чардаклија, Македонка и Балканска. Значи, не системското и она непланско работење мораме да го промениме. Најпрво мора да обезбедиме вода до секој дом, канализација, струја и интернет, за да можеме најпосле да правиме и да градиме, односно да овозможиме стамбени единици, плацови, куќи и згради за нашите граѓани. Значи, мора да бидат уредени тротоарски површини, да го уредиме осветлувањето. Секако во тие населби се големи, имаме потреба, и во населбата Караорман од детска градинка, таму имаше некоја импровизација со објект во самото школо. Меѓутоа, населбата е доста голема, така да и има можност да се проширува и да се шири, така да мораме да работиме плански и системски на тој начин, за да не дозволиме вакви, претходно што спомнавме, диви приклучоци на вода, водоводот и канализационите цевки мора да бидат променети. Ние во 21 век се уште имаме азбести цевки, што секако е самото оптеретување доаѓа и од самите градби кои што се вршат и во самите населби на семејствата, односно се зголемуваат семејствата, така да и самите канализациони мрежи се
од помал волумен и не можат да го издржат притисокот и затоа сме сведоци, конкретно во летниот период, во овие 90 дена имавме скоро 30 дена Штип да биде град без вода, што не треба да биде дозволиво во 21 век. Да, тој е голем проблем за Штипјани, тој кога има целосен недостиг на вода, се разбира дека тој е проблем на цел, тој е проблем за било која општина, за било кој град, не само за Штип. Но како би го решиле, конкретно тој проблем? Како ќе обезбедите Штип да има постојан и стабилен, да има вода, значи, во една стабилна мерка? Сето тоа ќе биде обезбедено со планска и системска документација. Мораме да почнеме од некаде. Значи, еве и со СКАДА системот, значи, ќе направиме пробно веднаш, уште по преземањето на локалната власт после 19 октомври. Значи, тука ќе биде вклучена секако пошироката и јавност и она што значи луѓе кои што се од самите јавни предпријатија, кои што имаат знаење и познавање, делот на стручната фела, ќе биде вклучена во тој дел и мораме да направиме еден пробен систем во било која населба, каде што со самото тоа, со самата промена и на водоводната и на канализационата мрежа, на промената на самите цевки, ќе видиме како сето тоа ќе функционира. Тоа ќе се надевам дека во наредниот период, повторно ќе кажам, тоа е системски проблем кој што доколку и од годините назад е пробувано на некој начин да биде регулиран и решен, досега се надевам дека ќе немаше да го зборуваме овој проблем за Штип и да кажеме дека ние конкретно и во 12 месеци во најголем дел од градот, во населбите, можеби скоро 3 месеци да сме и без вода, чиста вода за пиење, а не па за нешто друго. Затоа се случуваат и големи дефекти на луѓето во електричните апарати и уреди. Така да се надевам дека овој системски проблем со план, целосна визија која имаме и со план и реализација ќе биде решен, ќе биде почнат, меѓутоа се надевам дека ќе биде решен и во 4-годишниот мандат на Павел Иванов како градоначалник на општина Штип. Да, кога зборуваме за инфраструктура, тука се улиците, патиштата, нешто на што граѓаните на Штип најмногу се жалат. Генерално велат дека тие не се во добра состојба, дека има многу дупки, дека не се реконструираат на време. Од друга страна, жал ми е што градоначалникот не е тука, но од она што можам да го видам, не од него конкретно, туку генерално кога ги прашувате локалните самоуправи, тука секогаш се повикуваат на финансии, на средства, на буџет на градот, колку е тоа можно да се направи. Инфраструктурата е еден од погорчливите проблеми. За жал, во претходните 4 години сме сведоци само на замајување на јавноста со крпење на улички, крпење на дупки, промена на непотребно на тротоарски површини, односно таму каде што имаме потреба од регулирање на тротоарските површини, секако мораме да обезбедиме безбедност и на самите пешаци. Се прави, морам да споменам дека, мислам дека и овде во вашата емисија пред 4 години самиот градоначалник кажуваше дека крпењето на дупки, реконструкција на улици, на тротоарски површини не е нешто со кое што треба еден градоначалник да се фали, така да ние во овие 4 години, освен тоа, ништо друго од страна на градоначалникот и не видовме, освен крпење на улици, немаме нови улици, немаме нови тротоарски површини, немаме проширување на градот, центарот стана една затка која што е проблематична секој ден за движење како на пешаците, така и на самите граѓани со возилата. Ние добивме во центарот на градот затварање на улицата Ванчо Прки или познатата улица едносмерна кај Штипјани, каде што е главна артерија за проток од централното градско подрачје и излез према надвор од градот, односно према Радовиш во едниот дел и другиот дел према Скопје. Таа улица никој не бараше. Слободно можам да кажам дека градоначалникот никаде и не ја ветуваше за затварање и за пренамена во шеталиште. Истата улица сега е затворена.
Таму имаме повеќе од 10 дуќани, односно семејни бизниси кои што се затворени, луѓе кои што повеќе од 30 години ранеа своји фамилии, сега тие дуќани стојат затворени, дали се издаваат или се продаваат. Значи, со самото затварање на едносмерната улица направи голем сообраќаен метеж, а еве истиот ветуваше шеталиште на река Отиња. Ние имаме браната, еве и таму е браната на река Отиња, и таму е стопирана фазата. Средствата за реализација до 26-та се префрлени во 27 година. Така за да успееме да фатиме уште некое прашање, бидејќи ни се намалува времето, кога зборуваме за животна средина, зелена инфраструктура, ревизорите утврдија дека постои голем еколошки здравствен ризик поврзан со депонијата Трештена скала, која нема адекватно обезбедување и се користи неконтролирано. Тука е прашањето кое е доста актуелно и во Скопје со дивите депонии, особено со палењето. Како би го решиле тој проблем? Вистинска еколошка опасност во овој момент, бидејќи повторно немаме план, немаме визија. Значи, она што треба, ние сме сведоци, штипјани, дека секојдневно или преку ден-два, ѓубрето кое се одложува во Трештена скала се пали и гори, со тоа го загадува и го труе воздухот и на самите штипјани. Провевот од изникнатите згради во централното градско подрачје е намален. Ние немаме и мерна станица за мерење на PM частичките, сето тоа мораме да го имаме, односно да и го дозволиме на штипјани да го имаат како она што значи утврдување на воздухот кој го дишат. Начинот на кој што ќе се погрижиме да го решиме со самата Трештена скала и одлагањето на ѓубрето, најпрво што ќе направиме е истата ќе биде оградена и обезбедена со 24 часовен видео надзор. Мораме да воведеме редовна контрола и да воспоставиме систем на договори на плаќање на рати, еве, и на фирмите и на граѓаните, за да немаме кражби и диви одлагања на самото ѓубре. Ние пред неколку месеци, кога беа протестите во Кочани, ни се случуваше да имаме одлагање на ѓубре и од локалните градови на Штип, кои што гравитираат околу Штип. Така да, мислам дека и тоа е еден од систематските проблеми, кој што мора јасен план да се има и цел, како би се на самиот почеток, со оградување на сама Трештена скала, со воведување на 24 часовен надзор и со редовна контрола од страна на јавното предпријатие и луѓе кои што ќе вршат таа редовна контрола. Се надевам дека ќе бидат намалени одлагањето на ѓубре. Секако морам да споменам дека имаме план и во нашата програма за селекција на само ѓубре, односно селекција по килограм, кое што мислам дека ќе биде одлично и ќе биде пробно во првите месеци во некој од населбите за имплементација еве и на тој дел. Да. Едно од еколошките прашања е загадувањето на реката Брегалница. Какви мерки ќе предвидите за решавање на овој проблем? Брегалница е животот на Штип. Низ Штип поминува река Брегалница, која за жал денес повеќе личи на канализација отколку на река. Мораме да изградиме пречистителна станица за отпадни води. Преку неа и се надевам дека ќе се намали енормното загадување на самата река, која значи живот за Штип и за штипјани. Мора да бидат воведени строги контроли и казни за загадувачите, посебно тешката индустрија која гравитира во градот. Мораме да ги регулираме овде и дивите приклучоци од самата река, а секако формирање и на зелен појас околу самата Брегалница значи нешто. Односно, она што го имаме предвидено и во самата наша програма е проект за засадување на 300.000 садници во рок од 4 години. Добро. И за крај, прашање за развој и економија. Штип се спомнува како град со потенцијал да стане туристички центар. Какви конкретни проекти и инвестиции би го поддржале потекнувањето на туризмот? Па најпрво мораме да бидеме јавни и транспарентни према граѓаните, за да можеме да
односно максимално вклученост на граѓаните во она што значи проекции и проекти на самата општина. Мора се да биде јавно достапно, да воведиме систем за онлайн систем, каде што секој тендер, односно се она што значи трошок на самата општина и секој проект ќе биде видлив. Секако тука имаме план да бидат вклучени самите граѓански здруженија за поголема ефикасност. На овој начин парите ќе се знаат каде одат и од самите тендери и самите проекти. Воведување на онлайн календар на сите проекти преку месечни јавни средби со самите граѓани. Секако Штип има план и визија и она што значи туризам и развој на туризамот, меѓутоа доколку самата општина Штип економски не ја зајакнеме, туризамот тешко дека ќе може да биде или самата општина тешко дека ќе може да понуди нешто. Ние го имаме Исарот, меѓутоа за жал како една од туристички атракции, меѓутоа за жал самата патна инфраструктура не дозволува можност за вие да направите посета на луѓе кои доаѓаат и надвор од државата, да ги покажете, да се уредат патеките кои што се до самата тврдина. Како природен феномен морам да ја споменам овде и Брана Кежовица. Овие 4 години скоро и ништо да не е вложено во реконструкција на самата бања Кежовица, односно имаме план за овозможување на бањско рекреативен центар. Таму имаме голем простор, каде што имаме и спортски терени и игралишта кои што во овој момент се максимално запуштени, неодржувани, така да мислам на тој начин не само тоа и многу други работи, Пастрамаилијадата како дел, како културен настан, кој што за жал можеби оваа година самиот настан се сведе во последен план, односно имавме музички настап на балканската звезда Дино Мерлин и самиот момент и самото воведување на Пастрамаилијадата како бренд на самиот Штип не успеа гостите да го вкусат, како што имаме една роштилијада во Лесковац која се организира, значи вие го вкусувате, вкусот на месото, на плескавицата и било што, така да правото на граѓаните да вкусат пастрамаилија овој пат и беше ограничено, односно на самата едносмерна улица имаше неколку штандови поставени во текот на денот, кои во вечерните часови, мислам до 20 часот вечерта, беа затворени и луѓето се упатуваа на концертот, така да повеќе настани, како Макфест, мораме да вложуваме повеќе и на тој начин и во културниот дел да го афирмираме нашиот град. Да. Добро, на нас за жал ни истече времето. Ги кажавме некои од поентите на вашата програма. Јас повторно ќе кажам, жал ми е што не беше тука и вашиот против кандидат. Верувам дека тука ќе имавме една подобра дебата, но што е тука е. Господин Иванов, ви благодарам за учеството. Благодарам за поканата и јас искрено жалам зашто мојот против кандидат не е овде, за да можеме и повеќе време да добиеме и да ги споредиме и фактите и она што значи доброто и добробитта на Штип и на самите штипјани. Ние како политичка партија и јас како кандидат и иден градоначалник на Штип морам да кажам дека мораме да направиме еден системски рестарт во самата општина. Мислам дека е време за воведување на нова енергија, нов пристап и одговорност према нашите граѓани. Штип да го изградиме како град каде што младите ќе останат да живеат во него, возрастните ќе живеат достоинствено, затоа што и она што го нудиме и како програма не е само програма, туку ќе биде една наша заедничка мисија која ќе мораме да ја исполниме во следните 4 години. Да. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Почитувани, со ова го завршуваме ова Студио 10. Ви благодариме на довербата и на вниманието. Останете со програмата на Телевизија 24.